Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на емисијата со повод и овој пат посветена на тема од областа на невропсихијатријата, емисија која што со големо внимание ја следите, а секако е со цел да помогне во одржување на витално на вашето психофизичко здравје. Така и ова издание на емисијата со повод ќе разговараме на тема стрес и стресната состојба, криза и кризна состојба. Многу често овие изрази се користат во секојдневието меѓу луѓето, многу често кажуваме дека сме под стрес и се наоѓаме во кризна состојба. Што тоа значи, како се манифестира, кои се симптомите, начините, диагнозата и начинот на лекување. Имам чест и задоволство повторно со мене да биде доктор Бошко Томовски, специјалист невропсихијатар. Докторе, добро ни дојдовте. Добар бе најдов, добро вечер, почитувани гледачи на канал КТВ, почитувани граѓани, искрени поздрави, топли поздрави и веднаш да кажем еден голем број на граѓани кои се јавија, им ги удоволив желбите да им одговорам. Меѓутоа предпоставувам дека ни ова емисија помалку нема да направи интерес, бидејќи во основата ово за што сега ќе зборувам, почнувајќи од мене, па завршувајќи до вас, да не зборам до широкиот аудиториум, нема човек кој не доживува стрес. Самото издегување од вратата од дома представува веќе стрес. Самото останување од кревет веќе представува стрес на одреден начин или стресна ситуација. Така да, кроз мојата пракса ќе изнесам нешто повеќе случаеви кои се маркантни за гледачите, кои ќе ги поттикнат да размислуваат малку повеќе, бидејќи ова емисија телевизиска има за цел едукација, да помогне, значи нема комерцијалност, да помогне на еден добар дел на граѓани кои се можда на одреден начин срамат, непријатно имат други чувства, да разговарат за своите проблеми со невропсихијатар, вака сега управо оваа емисија ќе им даде повод да размислуваат за себе, за својата личност, за своите најблиски, за сето оно што се случува околу нив. А посебно морам да нагласам, во оваа емисија ќе биде и малку повеќе посветена на една личност која од 24 сати, 20 сати е под стрес. Позната личност во градот, мислам ќе се препознае кога зборувам за ово, така да зборуваме за нешто што еклатантно, сигурно е присутно кај сите нас од, можда ќе ги изненади примерот, ако го кажем, дури и стресот и стресната ситуација е присутна кај дете со нулти час. Значи, во моментот кога се пораѓа мајката и кога бебето излезе надвор, тој е веќе во стрес. Доказ за тоа е плачењето. Бидејќи предходно комфортниот начин на живење во мајчиниот дом, да кажеме, во утробата на мајката, било едно задоволство, а сега веќе доваѓа една ситуација на еден жесток стрес, пошто првиот дан го внесува, почува да плаче, мајката исто по стрес, оно најосновното, дали е здраво, право, има ли какви други проблеми детето и така, и онда после тоа следува таа стресна ситуација која ја разградува на еден свој начин и ја прати ситуацијата. Значи, стресот можда ќе биде изненадување, што велам за добар дел на гледачи, бебето во моментот кога се раѓа, то Фројд го има поодамна речено. Значи, стресот е присутен од нултиот час во човекот. Стресот секојдневно е збор кој што
во комуникацијата со луѓето, со пријателите се зборува. Кажуваме дека живееме во стресно време, дека стрес ни причинува самата работа. Стрес е она секојдневие бркање на екзистенција и така натаму. Сето тоа е дел од стрес. Докторе, ве молам, во вашето долгогодишно искуство на клиниката во Белград, клиниката за невропсихијатрија, сигурно многу често среќававте луѓе кои што има прилично истакнати симптоми, знаци на стрес, на криза. Да почнеме најнапред, што е тоа стресот? Да ја кажем дефиницијата за стресот и стресната ситуација и да го приближам тој момент на објаснување на зборот стрес, ќе се послужам со два присутни аргумента. После првото бомбардирање во Србија, значи на 21. април 1999 година, народот е во стрес. Иначе, ќе изнесам еден многу еклатантен пример што е тоа стрес и како се доживува и стресна ситуација, како се преживува. Ќе го изнесам примерот на едно семејство во кое спречив да дојде до така наречен инцест или да не дојде до брак измеѓу брат и сестра. Всушност, бев повикан во касните сати во едно домашно семејство, при што во тој момент мајката ми објаснува дека синот запознал некоја девојка, инаку разведена, интелектуалка, запознал некоја девојка и сака да ја жени. Во контакт со девојката, мајката осознава дека таа живее во Загреб, дојдена е во XY градот на гости, се запознале во кафич и меѓу нив се развила љубов. Пошто тој не бил оженет, барал согласност од мајка да се ожени. Во моментот кога осознала мајката дека таа е фактички пола македонка, таткото нејзин е фактички македонец, во тој момент се развија една драматична ситуација. Всушност тој неговиот татко, кој се развел од својата сопруга, живее во Загреб и во таа нова породица, во таа нова средина има две ќерки, од кои едната е и ова девојка. Така да доста драматична ситуација во семејството, доста уплашеност, а при тоа не смееше да се каже дека се брат и сестра. Јас успешно го решив тоа, мада беше доста драматично и тешко. Беше драматично и тешко, бидејќи во љубовта човекот е слеп. И во тие моменти неговото размислување е стеснато, мало е. Он не може да размислува за последиците. Или, например, еден доста интересен момент во неврологијата и во психијатријата. Например, брак измеѓу две особи кои имат една тешка болест, која се вика епилепсија или падавица, брак не е допуштен. Имав прилика да бидам повикан во едно семејство, каде што синот после тешка саобраќајна несреќа доживува повреда на мозокот и се јавува кај него епилепсија, посттрауматска или после повреда. Умеѓувремено запознава девојка, одејќи да се лечи во болницата на клиниката односно на оделението за епилепсија, запознава девојка и онда меѓу нив се направи една блискост, а во психијатријата и во неврологијата бракови измеѓу такви два истополни, разнополни пациенти со сериозни болести се одредени болести и недопуштиви. И онда тука имаше доста проблем во тој момент, се додека реков добро во ред, ако ќе се роди бебето, ако и то дете, а знаеме дека преку 60% генетиката на мајката е во детето, што правиме онда? Онда ќе имаме 3 пациента со епилепсија. Така да,
доста се тие драматични ситуации на тој стрес, на таа стресна состојба која, нажалост, представува подлога за многу работи, меѓу кои е и на блиските до него е стравот. Стравот кој лебди во личноста, а личноста воопште не е свесна за стравот кој лебди во неја и не може да препознае изворот, а ни во еден момент не може да се подсети дека тој страв кој лебди во неја е причина на претходно доживената стресна ситуација и тешка ситуација. Така да, кроз примерот на тој инцест, каде што во превод значи зближеност, брак измеѓу брат и сестра, мајката ми беше подолго време пациент, бидејќи никако не можеше да ја преболи ситуацијата, дури како вели во даден момент, верувајте ми докторе, ноќе се будам во сон и се мислам дека нешто се случува. Колку е то драматично, колку е то специфично, колку е то тешко. Од тие причини го ставив и стресот, и стресната состојба као тема на ова наша емисија, бидејќи има цел за едукација. Ја изнесов примери од мојата пракса, еден дел ќе изнесем и уште други примери. Прашањето ваше гласаше што е тоа стрес и што е тоа стресна ситуација. Под стрес и стресна ситуација или состојба подразбираме одредени битно, нагло да станати промени во личноста, првенствено психички, психолошки, социјални, као последица на доживеан јак, да кажем, на јака непредвидена состојба. Состојба која не е очекувана. Така да личноста во време на доживеениот стрес, во зависност од тежината на стресот, е буквално не може да се воздржи, не може да свати дека во неја настанува као вулкан, ерупција, една на реакции во личноста. Да не мешаме стрес и афект, то се други состојби, да не мешаме појмови, бидејќи претпоставам и колеги ја гледат ова емисија и да на овој начин упатам еден поздрав до сите колеги, било од општа медицина, било до сите колеги специјалисти од специјалистички грани. Значи, стресот кој настанува као последица на присуство на неповолни психолошко, психички и други социјални фактори, кои буквално личноста ја вадат од рамнотежа, е причината за појавата на таа душевна состојба. За разлика од кризата, ќе видиме дека за да личноста која доживува стрес, ќе и биде многу повеќе потребно време да се врати или поврати во состојбата во која претходно била, бидејќи за совладувањето на таа стресна ситуација, состојба, е потребно време. Факторот време е битен, нормално со присуството на доктор, кој ќе го прихвати пациентот и ќе едноставно учествува во неговото лечење. Бидејќи стресот и стресната состојба, оно што е многу битно, тренутно, фулминантно, изненада, ја менува структурата на личноста. Личноста не може да се препознае. Ево, например, ќе го кажем примерот од Струга, кога беше, значи, колку е драматична таа ситуација на стрес. Мало дете, играјќи се поред плажата, знаете, езерото има различити струи, кои некогаш знаат брегот да го направат близок, а некогаш да, некој дете опадне во вода и почнува да се дави. Мајката скокнува,
а не заборавила дека не зна плива. Значи, колку е драматичен моментот на стресот, али во тој момент мајчинскиот инстинкт е тој кој бил компетентен во таа стресна состојба да ја менува личноста во смисолот да се запостави, се заборави и крене агресивно. Да пружи помош на Да. Видите, оно што е многу битно, а го кажев кроз првиот пример со мајката која не дозволи да дојде до брак измеѓу нејзиниот син и керката од бившиот маж, за совладувањето на таа состојба е потребно еден подолг временски период. Подолг временски период во кој период личноста треба да биде квалитетно обсервирана или да биде во едноставно контрола, под контрола на еден квалитетен доктор кој ќе решава ситуацијата. Знаете, има една интересна ситуација околу која јас ја регистрирав веќе подолго време, а мислам дека ќе се согласат и гледачите. Знаете што се случува? Се случува да пациент, за да дојде кај невропсихијатар и да ги каже своите внатрешни состојби, размислува со месеци. И често пати јас го доживев тоа. Често пати пациент доаѓа со една друга приказка, за да после таа приказка почне полека фактички да ја кажува вистината, бидејќи ме снима мене као доктор, дали јас сакам да му помогнам или едноставно сум од оние доктори 3 пута 1, 2 пута 1, 1 пута 1, 15 дена и контрола, ништо више. Значи, пациентот многу будно, и оно што јас секогаш кај младите доктори инсистирам, стрпливост. Стрпливоста мора да биде до максимум, али и честноста на пациентот. Затоа што му требало време да размисли за да ги каже внатрешните доживувања, да ја каже таа темна страна на личноста, таа болна страна на личноста. Оно што во него во тие моменти се причина за појава на тој вид на непредвидено пореметување. Инаку, овој тип на состојби во психијатријата се познати као реактивни психички пореметувања, кои настануваат на долги стази и траат подолго време. Инаку, ова основа на овие психички, да кажем, пореметувања или растројства во личноста, се тесно врзани со појава на функционални промени, значи промена на органите во телото, кои реагираат на еден драматичен, драстичен начин. Вие кога сте во смирена, опуштена состојба, миокардот на срцето куца со 90 или 85. Али кога имате стрес, имате откуцаја кои одат до 150, 160, 170. Имате вознемиреност во целото тело. Значи, настануваат функционални и тие наречени душевни промени. Функционалните се врзани за органи, душевните за психичката состојба на личност. Во тој контекст, оно што мора да свати и пациентот, и личноста, во било која состојба, иако не се јават на преглед кај докторот, дека многу време повеќе ќе потребно да помине да ја совладаат таа состојба, отколку да имат контакт со професионално лице, односно доктор, кој ќе им едноставно го скрати нивниот временски период на патење на неговата состојба или на нејзината состојба. Така да, кога зборувам за органски промени или така наречени пореметување на одредени органи, најчесто зафатено е срцето. Често пати имам прилика да чујам од пациент да као нешто живо во стомакот се движи, нешто ми почнува одавде.
често пати објаснува дека има едно благо повремено тресење на рацете. Често пати зборува за проблеми со сонот. Ево, например, ќе го кажем примерот на една личност, вака вели: докторе, после подолго време ја откри ситуацијата зашто доаѓаше кај мене. Наиме беше присутен страв од смрт од предизвикан од рак. Денес таа проклета диагноза на рак е веќе присутна, да кажем, од најрано, од детство па до до возраст, така. И во еден момент, например, вели, само што ми дојде мислата, еден збор, рак, мене сонот ми отиде. И цела ноќ се вртам, се вака, се онака, не можев да спием. Значи, пореметување на сонот, лош апетит, неотспиен сабајле, лоша концентрација, збунетост, неактивност, напрегнатост нервна, сето тоа прави да го доживува моментот на внатрешна вознемиреност. Знаете, тоа е многу сериозно, многу озбилно кога јас секогаш многу сериозно го сваќав моментот кога ќе ми каже пациентот: јас сум, докторе, верувајте ми, многу внатре вознемирен. Што е причината, не знае да објасни. Пазите, вие сега барате игла во сено и почнете полека во анамнеза, во податокот кој ќе зборува за клиничка слика. Психичките промени, ни они не го заобиколува човекот. Психичките промени кои најчесто, нажалост, се многу присутни, е стравот, или анксиозноста, или упавот. Стравот за кој личноста не е свесна за тоа. Понатаму, една друга состојба од групата на психички промени е присуството на неурозата или нервната пренапрегнатост, во која што е човекот во еден страшен грч, никако да се ослободи од тој грч, а прави грешка за грешка. Значи, спротивно ново, постојат личности, сигурно сте имале прилика да упознаете и вие као еден еклатантен новинар со долго искуство, сте имале прилика, например, да ви дојде гост и во еден момент се блокира. Се блокира, значи, или народот вели, многу подолго живее оној што кога оно што го трпи, го исфрли надвор. Противно, луѓе кои го држат во себе, чуваат во себе, често пати се пациенти кои се лечат од депресија. Или, например, особи во групата на психички промени е и фобијата. Јас за фобијата многу малку кажа. Фобијата во превод значи страв од страв. Значи, ја имам страв да влезам во оваа соба, затоа што се е угаснато, темно и не знам што ќе видам. Или го кажувам примерот на еден случај на дете. Мислам дека имаше 9 години, 9-10 години. Гледайте колку една пријатна ситуација завршува драматично тешко. Направиле голема куќа и по тој обичај македонски вселувањето навечер со оној ритуал вечера и то се. Али сијалиците угаснати. Сам надворешната запалена, бидејќи требало повеќе, како ми објаснија, 24 сати сијалицата да биде осветлена во собата, да свети, да има луѓе, да спречат, мусулманите го велат ѓаволот џинот, христијаните го велат ѓаволот, да не влезе во една соба. И што се случува сега? Се случува една специфична ситуација, мајката го гура детето во една соба кај се угасени светлата. Детето почна вришти, уплашено. Меѓутоа, да беше паметна, да запалено беше светлото, тој стрес немаше да го доживи детето. Нели? Сите ние кои влегуваме негде непознато, после ќе изнесем еден многу драматичен пример на
тешко доживеан стрес, семејно тешко доживеан стрес, кој цел живот го памтам и го имам запишено во моите анали на мојата медицинска историја. Као секој вие што имате еклатантни примери на некои случаи, овој случај ми е запишен во мојата литература. Покрај овие психички, односно психичко-психолошки, покрај овие телесни промени, постојат и така наречени социјални промени. Кои се тие социјални промени? Замислите, вие сега живеете во Кавадарци 35 години, дојдете во една финансиска тешка ситуација и се одите да живеете во, например, во Битола, или дојдете да живеете во Охрид, или дојдете во Струга. Нерешено стамбено прашање, нерешена екзистенција, позад вас семено. Ево ви стрес и стресна ситуација. Значи, ево ви го социјалниот момент. Или, што често пати заборавуваат, например, знаете, вие сте родител, еден од најголемите стресови кои често пати се доживуваат во семејството, а за кои луѓето не се ни свесни. Родителот се радува, а детето е под стрес. Првиот ден одење во школа. Каква средина, кој учител, каков учител, кој дечење, кој друга. И сега то дете во еден страшен грч. Од тука е она синтагма, од тука е онај пример да наставникот или учителот секогаш вели на мајката: првите 7-8 дена бидите тука, додека детето почне да дише, да ја осеќа атмосферата. Или, например, одеднаш му текне, стане, си излезе, си оди дома. Нали? Значи, и то представува еден тежок стрес за личност. Или порано, одењето во војска. Се прават силни веселја, силни прослави и така натаму. Поготово во Србија то се прават малтене по 7 дена такви забави. Така, меѓутоа всушност тој што оди и добил, например, пешадија или добил некоја друга тешка единица, он цело време размислува како ќе се вклопи во таа средина, што и како и така натаму. Така да, овие три фактора се битни за стресот и стресата состојба во која личноста драматично ја менува собствената личност и го менува своето ја. А денес дури имаме еден нов израз во психијатрија, алтер его, го менува и алтер егото. Морам да изнесем неколку примери од, например, се послушам пак со случаи од мојата пракса, во смислот на следното. Одредени познати неуропсихијатри, носители на психијатријата, почнувајќи Фройд, почнувајќи Адлер, Јунг, али не смеам да го заборавам Хипократ. Хипократ, нашиот татко, многу убаво објаснува личности, слушајте ме добро и проверите во себе, личност, посматрите ги вашите деца, во која, како велат, крвта врие, нервозно, напрегнато, брзо се сака, тој е така наречен сангвиник. Значи, Хипократ вели, кај таквите личности му врие крвта. Спротивно на оваквите личности, Хипократ зборува за така наречени личности холерик или колерик. Во превод дава, објаснува, личности кои во нивното тело страшно многу се движат и активни се течностите на телото. Например, едноставен вака, ако човек испие 3 или 4 литра вода, веќе настанува претумбација во него, нели? Да не зборам за алкохол и други работи. Значи, во него веќе станува друга личност, зборува скриеното ја. Што вели Фройд, зборува неговиот ид, или тоа во мене, знаете. Спротивно на понатаму четврта група, трета и четврта група ги објаснува така наречени особи флегматични. Значи,
kuća gori, on baš go briga, neli? Ili završi go, ima vreme. Znači, klaj by klaj, kako, stand by stand, što bi rekli. Sprotivno na nego, ima ličnosti koji spadaju do така наречена група на меланхолици, страшно повлечени во себе. Зборот мора да му го вадите од уста. Дури, ако сте рекле во седењето малку понатаму или малку лево или десно, он 100 пати ќе размислува зашто сте му рекле то. Или ако сте му рекле погрешно нешто, то ќе размислува, ќе развие читав една приказка околу тоа зашто сте му така рекле и што се... Една многу позната во народот поговорка излегла, а не се свесни дека автор на таа поговорка е Јунг. Иначе ученикот на Фройд и на Адлер. Јунг зборува, постојат така наречени интровертни личности, значи се што имаат во себе држат него и сфрлат надвор. Спротивно од овие интровертни постојат како се вели екстровертни личности, каде што едноставно се извика, а сега ми е лесно. Значи, стресот и стресната состојба многу битно ја менува личноста, управо имајќи во ово, затоа и Фройд во својата подела на личностите вели постои его или јас, постои супер его или контрола моја и постои ит или тоа во мене. Да објаснам. Јас сакам да влезам во самопослуга и гледам да не ме види некој да украдам чоколаду. Меѓутоа, мојата контрола вели да, ќе украдеш чоколада, ама камерата ќе те слика, на врата ќе те заустават. Ќе се компрометираш и нема да го правиш тоа. А сето тоа ми влегува во подсвеста дека сум сакал да нешто направам нечесно и да утре се борам околу сето тоа. Една од тие состојби што често пати на судските, да кажем, расправи, пошто во свое време и бев судски вештак, во судските расправи често пати се мешат два појма: кражба и клептоманија. Кражба е нешто што крадецот вредно краде, а клептом... Да има материјална корист. Да има материјална, управо така. Меѓутоа, клептоманот не, он краде вилјушка, он краде лажица, или ќе украде некоја мала ствар, за да го задоволи внатрешниот немир кој го тера тоа. Интересно беше, интересен еден пример, ќе ви кажам, кога нема што да украде, вади од джеб своја ствар, ја фрла и ја краде. Замислите колку е тоа јако во него, колку е тоа драматично. Потребата дека треба да земе нешто да е на високо ниво. Да, така. Инаку, стресот и стресната состојба спаѓаат во така наречени две познати групи на промени кои прават кај личноста. Тоа се така наречени инкултурациони промени и акултурациони промени. Инкултурациони промени, примери за тоа имаме селидба. Вие да се селите во иста зграда, од еден стан во друг, вие сте во стрес. А да не зборам да се селите во друг град, непозната средина, непознато се. Или, например, ево сега што го имаме со овој силен број на ови избеглици. Они одат буквално со една сериозна, драматично до себе да успеат, а каде не знаат каде. И затоа имаме полно нив кои, например, примиле во Србија, примиле во Македонија државјанство, примиле, што ја знам, во Грција и така натаму и така натаму. За спротивно на овој културациони, акултурационот, тоа го имате и вие и јас. Типичен пример. Нека настанат економски кризи во вашето семејство, во моето семејство.
Па и самиот чин на подигнување на цените на едно друго веќе во мене прави стрес. Зашто? Затоа што, например, тоа млеко што сум го купувал 40 или 35 динара, сега одеднаш 45 динара. Или тој бензин што сум го купувал толку и толку, сега одеднаш скокно. Тоа веќе за мене стрес, затоа што прави издаток. Значи, сето тоа е многу битно да се свати сериозноста на стресот и стресната ситуација, односно состојба. Интересно, кога стресот ја зафати масата, голем број на луѓе, пример стампедо на игралиште, или, например, земјотрес, или ово што гледаме стални поплави, фактички таа состојба се вика паника. Значи имаме стрес, стресна состојба и паника. Паниката е таа која изузетно, фулминантно, со голем интензитет, со голема јачина, делува на личностите, али не на една, него на маса. Примерот, ќе ви кажем еден интересен случај во Белград, за време на бомбардирањето на тогашна Југославија, еден голем број на луѓе беа сместени во скривници. Интересен е примерот на едно семејство повозрасни луѓе, бидејќи они тука спија, креветите беа на спрат и така натака, тука има услови за да ги пребродат тие драматични ситуации. И во еден момент, кога веќе престана војната, еден брачен пар постари луѓе, своји 67-8 години, не сакава да излезат од скривницата. Затоа што уште не верува дека завршена војната, значи колку тој драматичен стрес, а замислите експлозија на бомба од 2,5 тона или од 3 тона, па то се тресе, вие то не можете да сватите, колку е то, буквално душата ви ја дига горе, знаете. И сега, јас ги сватив тие луѓе зашто. И сватив зашто. Значи, им требаше многу време да го доживеат сето тоа. Или еден друг карактеристичен пример, многу драматичен, кој ми е запишан во мојата литература, интелектуалка, дипломирани правник, татко интелектуалец, и во еден момент, во текот на ноќта го слуша гласот на синот, како се смее, а синчето нејзино имало 8 години. Меѓутоа, се буди и слуша глас, слуша кикотење, слуша радост и така натака. Меѓутоа вели, па чекај, синот почина од леукемија. Како сега, од каде се створи сега овде? Жената објаснуваше, мајката објаснуваше многу драматично. Значи, од собата каде што излегла до собата каде што гласот допирал, малтене се влечела и се одзеле нозете. Знае дека синот е починат, а сега го слуша гласот на синот. Што всушност се сторило? Нејзиниот супруг од голема болка и тага во душата, снимени дискети од неговиот роѓенден, ги пуштил да ги гледа, да се задоволи внатрешниот момент на болот во душата. И тој момент кога се симнала доле по скалите, она се несвестува. Извршува во болница. Значи, сакам да кажем колку стресот као една воредна состојба со драматично, со јак стимул ја менува личноста. Спротивно, мислам, тој пример ми остана страшно во моје сеќање, го имам запишано во мојата историја на пациенти кроз кои ми биле мои пациенти. Мада се размислувам, ја веќе една книга напишав, сега се размислувам и оваа книга, меѓутоа малку, да бидам искрен, штампањето е поскапо. Сакам да напишам, сакам да ги имам комплетно средено се, да книгата носи искуствата или да кажем искуството или да кажем доживеното во невропсихијатриската ординација на личноста.
Така во тој смисол насловот ќе го направам, али сакам да направам таа книга. Спротивно на ово, на овој драматичен коментар, на ово се што зборувам, е кризата. Кризата и кризната ситуација. За разлика од стресот, кризата представува една поблага форма на ситуација кај личноста, која сега во даден момент доживува промена као последица на дејство на психичките моменти кои обкружуваат социјалните моменти, али на голема среќа по личноста не остава оштетување на психичкиот план и психијатрискиот план кај личност. Пример, чекајте, ми се ближи крај на месецот, ги потроши се те пари. Ништо се не секире. Ни треба, ама утре, ќе се позајмиме, за 5 дена доаѓа платата и ќе подигнем. Значи, кризните ситуации сите ги имаме. Кризна ситуација е самиот момент кога излезете од својот кревет, не од дом, од својот кревет, станете на лева или на десна нога, ногата се преврте, ево ви проблем на криза. Или во тој момент станете со незадоволство на еден лош сон, имате веќе криза, размислувате што е и како е. Така да, оно што е најбитно, што личностите не се свесни кога е во прашање кризата, дека во нив стоят скриени, доживеани конфликти од прошлоста. Значи, прошлоста се проектира, прошлоста забавува, ал не заборавува оно христијанското. И она во еден момент, слушај, знаеш дека тој то не го направи. Пример е, имам расипан зап, расипан зап, нели? И сега, кој ќе оди кај стоматолог, сега па ќе ми ово, па ќе ми прави со силни други приоди, со бушење, со чистење на забот, ќе имам болови. Ај ќе оставам уште малку. То уште малку кварот се повеќе, односно кариесот да кажем, настанува се поголем. И сега веќе не можем да издржам. И одам кај колегата доктор, добар бе човече, што си чекал толку многу? Си чекал да се распадне завод. Ама знаеш како е, има криза кога ќе се сетам дека треба да дојдам кај тебе. Значи, секогаш во кризата постојат внатрешни интрапсихички конфликти. Битно е за кризата, многу важно, сознанието што ја секогаш велам дека многу успешно се лечи таа состојба, што не остава промени психијатриски, психолошки и многу брзо време се личноста опоравува. Нели? Немам сега пари, се позавив од Ангел ми дал за 5 дена ми е платата и знам дека сигурно ќе ги вратам. Значи, сите тие внатрешни кризни моменти во личноста, во семејството и така натака, се многу битни да не остават никакви сериозни последици. Не остават никакви тешки последици по личност. Ево, например, кај кризата, ние имаме одредени душевни расстройства, али без последица. Ке ме прашате како то? Па ќе се сетам, треба да поправам колата. Немам бари, а мене ауто ми треба. Нели? И ти веќе си променет си во себе. И сега бараш начин како да го решиш то. Али то што ќе го решиш, нема да дозволи да во тебе ја промени твојата структура. Знам дека се решава. Знаете? Али ако е некоја сериозна ствар, ево, например, кога зборев за стресот и стресната ситуација, колегиница доктор, на жалост пред 3 дена доживе инфаркт и она е на оделење на како се вика коронарна единица. Меѓутоа, кризата ја видов во семејниот круг,
уплашеноста на сопругот, уплашеноста на синот, уплашеноста на сестрата нејзина родена, на начин во целата фамилија што и како ќе се случи понатаму. Кои, например, првите 24 часа на инфаркт, односно 48 часа драматично чекаат да поминат дали ќе жената, односно дали неговата мајка или сопруга на сопругот ќе издржи милкот, да, ќе преживе. Ево ви еден таков пример каде што навистина имаме присутно изменетост во семејството, каде што кризата, али на голема среќа после 48 сати состојбата се стабилизира, се смири миокардот и веќе беше друга ситуација, без разлика што јас сите тие денови заедно со нив бев, се мои блиски пријатели и осеќав етичка и морална одговорност да бидам со нив во таа ситуација. И многу значи во таа ситуација кога се доживува тие сериозни конфликти кои даваат појава на така наречена интеракција на личноста, да имате близок некој или стручно лице. Мој совет е секогаш, почитувани гледачи на канал КТВ, со една голема одговорност, ве молам, никогаш не дозволите да се во вас таложат, трупаат сериозни проблеми. Размислите добро, побарајте консултација од доктор по општа медицина, доктор специјалиста по било која друга грана, решавајте го тој проблем. Немојте да дозволите да дојде до таложење на тие така наречени стресови врзани со кризни ситуации во вас, бидејќи можете драматично да остават последици кај вас. За разлика од, значи, оно што е многу битно, од стресот, кризата се перфектно совладува, лечи и нема последици. Нема скриено во то подземје на човекот болното што го тера да така и така се однесува. Станува збор... Клиничката слика на пациентите и во едната и во другата група, зборувам за стресот и стресната состојба и кризата, кризна состојба, ја опишев кроз примерите на пациенти, така да фактички за клиничката слика и диагноза да разградиме што е стрес, а што е криза, на прво место е квалитетен разговор со докторот, понатаму сериозност и честност од страна на пациентот. Ќе ви кажам еден пример. Интелектуалка, на жалост. А не ја спреам то заедно предава, посебно за една, кога ќе зборувам, за мокрењето. 27 години она мокри. Мокри во кревет. Никогаш не била на прослава, никогаш не била со друштво, никогаш на одмор и така натака, затоа што мокри. Интересно сега. Мислам дека 7 или 8 пати разговаравме, на крај видов дека е неискрена и јас реков, знаете, од утре ќе побарате друг колега невропсихијатар, може да поуспешно ќе ви помогне. Не, рече доктор. Јас бев нечестна према вас. И кажа една многу тешка, драматична ситуација, што кога ќе дојде таа тема за разговор, ако уопште дојде, нели? Зашто, рече, јас мокрам. И никогаш не сум престанала да мокрам. И тогаш почна да плаче. Вели, ево, знаете какви морници сега ми одат по мене кога ги. Вели, таткото му беше алкохоличар. А ја као студент, да не дозволам колегините да го гледаат, измокрен, измочар во панталоните, то јас во даден момент морав со моите раци да му го вадам неговиот орган, фалусот, односно половиот орган, да го држам да мокри, за да не се срамам ако ми дојдат случајно да го видат со измочен. Замислите која е то тешка ситуација, драматична. Подоцна,
таткото нејзин починува и сега кај неја се јавува ноќното мокрење. Секој шум на славината, секој течење на водата, во неја предизвикувало наго за мокрење. Старите баби знаат една многу убава ситуација, вели, ако не може да пишка детето, да мочка, пушти му славина вода и кој ќе почне да цури водата, и оно ќе почне да пишка, да мочка. Нели? Се има свое. Податоците за решавањето на стресот и стресната ситуација, мада овде као пример го изнесов, планирам една тема за децата исклучува да биде посветена од овие мои 3 доваѓања. Трето доваѓање меѓуто промени кај личноста на детето. Грицкање ногти, јадење коса, јадење малтер, понатаму кабенчиње јадење, песок јадење, мокрење, какање во безазика или престанало да пишка, престанало да мокри, во 6-та година веќе повторно почнува да мокри. То спремам така, сакам за децата да им посветам една таква емисија, меѓуто за тоа после тоа. Значи, на прво место е во разговорот на анамнезата или под информациите и разговор со докторот. Терапијата е веќе, да кажам, еден сплет на многу фактори. Значи, треба да докторот обрати внимание дали ќе користи така наречена група на транкилизери кои ќе опуштат, дали ќе користи група на лекови кои ќе ја оспособат неговата состојба да спие, тоа е така наречен хипнотици. Често пати верувајте и ја ве молам сите вас кои гледате ова емисија, ако подолго време пиете апаурин или лексилиум за да спиете, нема да си помогнете, само ќе си одмогнете. Значи, зборувам ако подолго време, бидејќи постои група на лекови кои се исклучиво само ради тоа да овозможат во личност за спиење. Ако докторот процени дека во личноста, као што ги набрајав оние, стои меланхолик или постои холерик, или односно постои депресивец, ќе користи антидепресивна терапија. Меѓуто најбитно е честниот приот на пациентот и докторот во разговорот. Тоа е успехот и гаранција во лекување. Во лекувањето. Ако е нечесно кажана приказната за проблемите, ниеден лек не може да ја надмине состојбата. Знаете, ќе се користам со една посебна овака посебна синтагма, со еден коментар од Сартар. Ние сите живееме во време каде зборот на личноста е затвор на душата. Замислите колку убаво рече. Затвор на душа. Значи, ако јас зборот го кријам, држам во себе, не зборувам, ја фактички ја оптеретувам мојата душа. Колку убаво речеме. Или, например, ево, ќе се послушам со Марк Тули, познати филозоф од во 3-тиот век, кој, например, бил убиен. Во моментот кога бил веќе масакриран, тогаш ја изговорил една позната реченица која денеска важи во целиот свет. Здравието е најголемо богатство. Почитувани гледачи, со ова сакав да ја завршам ова емисија, мислам дека ви помогнав да разјасниме некои битни нејасноти, бидејќи овој мој настап има едукативни или да ви помогне да се разјасните нешто што не ви е јасно или да помогнете вие на вашиот роднина, брат, сестра, пријател, кај кого сте приметиле нешто и сакате да му помогнете. Многу ви благодарам, доктор. Добра ноќ. Нема ништо повредно од здравието.
Ке се одивам и јас од ова издание на емисијата со повод. Наш и ваш гостин беше невропсихијатарот доктор Бошко Томовски, кој што повеќе од 30 години работеше на клиниката за невропсихијатрија во Белград. Говоревме за стресот и стресните ситуации, за кризата и кризните ситуации, како да се надминат, доколку вашите блиски имаат било какви симптоми или слики од примерите кои што ги посочи докторот. Исто така можете да побарате контакт со доктор Томовски и секако да тој ви помогне понатаму во лекувањето. Дозволите ми да завршам со една реченица. Консултациите слободно може да ги користите преку мојот телефон. Прегледите специјалистички, дали ќе ги направиме во Струга или ќе ги направиме овде во Кавадарци, не ги наплатувам. Тоа е поклон мој на граѓаните на Кавадарци, така да слободно контактирајте, ослободите ја душата, зашто здравието е најголемото богатство во вас.